Почитувани љубители на спортот, почитувани љубители на фудбалот, еве на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт во Росоман, каде во рамките на 10-тото првенствено коло или прво коло, вториот круг, домакинот екипата на ГФК Тиквеш игра со гостите од Радовиш, екипата на Плачковица. Тиквеш во бела комбинација, во сина комбинација фудбалерите на Плачковица. Сега да Димче Коце да го проигра Дамјан Ивановски, центарфорот на Плачковица. Симе Христов оди напред. Симе Христов 1-1 против Таранинов. Убаво го помина. Повратна натрчува Мојсов и Андре Лазаров ли тоа? Само да видам. Не, тоа е Гроздановски. Дарко Гроздановски. Сега да Димче Коце да го проигра Дамјан Ивановски, центарфорот на Плачковица. Симе Христов оди напред. Симе Христов 1-1 против Таранинов. Убаво го помина. Повратна натрчува Мојсов и Андре Лазаров ли тоа? Само да видам. Не, тоа е Гроздановски. Дарко Гроздановски. Прекрасен гол. Еврогол. Само да видам кој го постигна. Дали е тоа со број 7? Токму така. Со број 7 Мартин Петровски зафати онака чисто фудбалски на волеј, една одбиена топка од корнерот. Еден. Прекрасен гол. Еврогол. Само да видам кој го постигна. Дали е тоа со број 7? Токму така. Со број 7 Мартин Петровски зафати онака чисто фудбалски на волеј, една одбиена топка од корнерот. Еден. Наумчевски до Ристо Темелков. Темелков наспротивната страна го бара Вареловски, стига Вареловски, одлично нафрлана топка. Симе Христов и пречка. Немаше среќа, дали имаше корнер, дали одбрани голманот, не сум сигурен. Вареловски, Лазаров, ева го Ристелиевски по левата страна. Бие и за малце автогол од Таранинов. За малку автогол од Таранинов биеше Ристелиевски. Таранинов малку ја допре топката доволно да го смени правецот. Еве на почетокот на второто полувреме, драги мои, во вистински момент и веднаш на почетокот ќе ми дозволите да ги кажам и промените во составите. Расчистува нашата одбрана. При едно вакво расчистување гостите постигна ефектен гол. Симе Христов. Топка за Ѓорѓи Мојсов. Ја стигна Мојсов. На прва и влезе. Ѓорѓи Мојсов. Вративме со иста мерка. Расчистува нашата одбрана. При едно вакво расчистување гостите постигна ефектен гол. Симе Христов.
Топка за Ѓорѓи Мојсов. Ја стигна Мојсов. На прва и влезе. Ѓорѓи Мојсов. Вративме со иста мерка. Обично во вакви ситуации Јордан Чонумовски треба да ја нафрли топката. Ѓорѓи Мојсов е во 16-тникот. Убаво нафрлена топка. Симе Христов. Дали Симе Христов? Јордан Чонумовски или Симе Христов? Му честитаат на Јордан Чонумовски повторно лобуван гостинскиот голман, овој пат самиот си е виновен, истрча. Јордан Чонумовски. Обично во вакви ситуации Јордан Чонумовски треба да ја нафрли топката. Ѓорѓи Мојсов е во 16-тникот. Убаво нафрлена топка. Симе Христов. Дали Симе Христов? Јордан Чонумовски или Симе Христов? Му честитаат на Јордан Чонумовски повторно лобуван гостинскиот голман, овој пат самиот си е виновен, истрча. Јордан Чонумовски. Напад на Плачковица по десната страна. Добро отворија нашите фудбалери, дадоа два брзи гола. Еве можност за Плачковица, но над голот и влезе оваа топка. Само да видам дали Лука Трајковски. Лука Трајковски повторно извиси гостинскиот голман. Лука Трајковски зголемува на 4:1. 63-та минута од средбата. И влезе оваа топка. Само да видам дали Лука Трајковски. Лука Трајковски повторно извиси гостинскиот голман. Лука Трајковски зголемува на 4:1. 63-та минута од средбата. Лука Трајковски. И еве убав гол. Александар Мишов. Мишов прва немаше можност, успеа таму да ја освои колку толку оваа топка. Топката дојде до Лука Трајковски. Трајковски ја нафрли оваа топка, го најде самиот Мишов. Овој пат Мишов не знаеше да промаши. Лука Трајковски. И еве убав гол. Александар Мишов. Мишов прва немаше можност, успеа таму да ја освои колку толку оваа топка. Топката дојде до Лука Трајковски. Трајковски ја нафрли оваа топка, го најде самиот Мишов. Овој пат Мишов не знаеше да промаши. Повлекува Колев со број 18. Повторно Радевски со број 4.
направила Радевски за Колев. Одбрана на Столе Димовски. Оце, втора е твоя, оце! Браво, браво, Лука! За момент Столе Петровски ја исцелува топка. Уште еднаш Столе Петровски. По-близко до игра! Ево го Петровски. Ова е веќе Неделко со број 17. Јанев го проигрува Ивановски, меѓутоа Вареловски е преискусен. Брза топка од Вареловски за Мишов е таму. Ја освои Ацто Мишов оваа топка, меѓутоа и ја загуби. Столе Петровски. Лука Трајковски. Столе Петровски. Го бараше Трајковски, сгрешија нашите фудбалери. Трајковски му е одзедова топка на Колев, меѓутоа фаул судат судиите. Ајде да видиме промените. Ки излезе Радевски со број 4, на негово место со број 19 Бабунски Стефан. И ќе оди надвор, според мене и најдобриот поединец кај Радовишани, барем до сега, Мартин Петровски. На негово место во игра ќе влезе Боби Тасевски. Боби Тасевски на местото на Мартин Петровски. 15 на минути до крајот на регуларниот дел од средбата. Тикваш води 5-1. Кико Ризов за момент. Наумовски. Лјамчевски. Кај појде и што промажи сега пак Лјамчевски. Таман сакав да речам кај појде гостинскиот играч. И во овој момент главниот судија Ивана Пројковска од Скопје означува крај на надпреварот. Тиквеш победи со 5-1. Гроздановски во 26-та минута го доведе Тиквеш во водство од 1-0, во 35-та изравни Петровски. Во второто полувреме во 52-та капитенот Мојсов зголеми на 2-1. Ордан Чонумовски зголемува во 57-та на 3-1, Лука Трајковски во 63-та 4-1, конечните 5-1 ги постави Александар Мишов со гол во 70-та минута. Драги мои, останете во добро здравје, со добра мисла. Се гледаме, па се надевам на следниот надпревар на градскиот стадион во Кавадарци. Дај Боже! Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.
Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.